кога јас со многу ентузијазам и моите колеги мислевме дека демократијата е на допад, али било тешко да се стигне до демократијата. А уште потешко кога ќе ти ја зграбчат другите, тие лопови, тие криминалци, што ја водат денеска државата. Замислете, почитувани граѓани, ние им нудиме диалог, ние им нудиме демократија, ние им нудиме правна држава, ние им нудиме слобода, ние им нудиме стабилни институции, ама тие тоа не го сакат. Тие сакат, знаете што сакат? Тие сакат народни пари, а после тоа знаете што друго сакат? Сакат и аболиција и амнестија. Кога ги гледате на нивните појавувања, се прават јунаци. Верувајте дека јас сум добро информиран човек и знам, тие се молат. Тие молат, знаете зашто молат? Само да ги амнестират. Само да ги амнестират. Само тоа го молат. А знаете кој е стројник на Никола Груевски за амнестирање? Али Ахмети. Тоа е мој стројник. Зарем толку не сваќат дека овие граѓани од шарената револуција нема да дозволат, ама никогаш нема да дозволат тие да се амнестират и аболираат. Апсолутно не. Јас, претходно мојата колешка Радка Димитрова, од 90-тите години бевме во парламентот, првиот состав. Ние во одредени времиња и за одредени теми имавме и различни ставови. Меѓутоа, еве како што гледате, вечерва тука сме заедно. Со различни ставови се гради демократијата. Ние поминуваме низ тешки моменти. Знам, почитувани граѓани, и македонци, и албанци, и турци, и срби, и власи, и роми, и сите, и бошкаци, дека носиме еден товар, тежок товар, за да можеме да ја добиеме битката, но верувајте ми дека ќе ја добиеме заедно со вас, сите заедно. Па затоа ги молам и тие мои колеги од ВМРО-ДПМН и од првиот, и од вториот, и трети, и четврти состав на парламентот. Нека ги остават сами овие од врхушката на Груевски, затоа што ќе се спасат, затоа што тие тргнале и ги чека водопадот на Ниагара. Тие ќе паднат, верувајте ми дека ќе паднат. Не треба да се биде многу паметен. Тие не можат да издржат, затоа што денеска е голема работа да бидеш опозиционер. Голема работа е да бидеш дел од опозицијата. Тие немаат работа само со нас.
ќе имаат работа и со меѓународната заедница. Верувајте ми, како што поминува времето, само повисоки и повисоки луѓе доаѓаат од Стејт департментот и Европска унија и од државите кои имаат традиција во демократијата.